Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добродојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве дел од денешниот избор на вести од вашиот роден крај. На 82 годишна возраст почина протоиерей Ставрофор, професор доктор Јован Таковски. На источен петок Балаклија во Јени Маале во Битола продолжи вековната традиција со одбележување на градски селски Великден. Црквата Света Петка во Тетовско Стенче се поднови за одбележување на 100 години од возобновувањето. Црквата Свети Спас во Долно Палчиште со нов покрив се обновуваат и надворешните ѕидови. Пратениците ќе се уверат дека е законски договорот со Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10Д, вели премиерот Ковачевски. Ламбе Алабаковски е среќен што го запалил бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов во Битола. Кулминираа патриотските чувства, вели Алабаковски. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, Христос воскресна, навистина воскресна. Драги браќи и сестри, еве сме во светлата недела на Воскресението Христово и првата недела по Воскресението Христово е наречена Томина недела заради неверувањето на апостол Тома. Оваа недела е посветена не само на апостолот Тома, туку и посветена е на сите нас, кои сите ние во одреден момент имаме некаков сомнеш спрема нашиот Бог и Спасител. Затоа оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за значењето и големината на оваа недела. Нашите прародители, драги браќи и сестри, не се сомневаа во вистините на нашата вера. Меѓутоа денес во општеството има многу влијанија поради кој голем дел од народот се отугил од црквата, од верата во Бога и во Христа како воскреснат Спасител. Затоа треба да обрнеме поголемо внимание на содржината на утрешниот текст во Евангелието, та од настанот со апостолот Тома да извлечеме поука, да ја јакнеме својата лична вера и да ја пренесеме на нашите ближни. Кога првиот ден по Светото Воскресение Христос им се јавил на своите ученици, апостол Тома не бил со нив. Тој не им поверувал на другите ученици дека го виделе воскреснатиот Христос. Тој рекол: дури не ги видам раните од клинците на рацете негови и не го ставам прстот свој во раните од клинците и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. По 8 дена воскреснатиот Спасител пак им се јавил на своите ученици во истата соба и под истите околности. Овој пат и Тома бил со нив. Спасителот го повикал да го стави прстот свој во раните и клинците од клинците и да ја стави раката во раните од копјето. Тогаш апостолот Тома рекол: Господ мој и Бог мој. Неверувањето на апостол Тома не е грешно неверување. Грешно неверување е неверувањето на еврејските старешини. Јудејските првосвештеници и книжници не веруваа дека Христос е од Бога и испретениот Спасител, иеко ги гледаа неговите чуда. Кога Бог Исус Христос го излекува слепородниот, тие одржаа меѓусебно советување. Иако било јасно како бел ден дека Христос направил чудо, тие го прогласија за грешникот и тоа чудо го извршил во сабота. Кога го воскресна Лазар од гробот, пак не веруваа и донесоа одлука Христа да го осудат и да го убијат. Ова грешно неверување на јудејците се должи на нивната упорност. Тие не сакаа да се одречат од својата вообразба дека Месијата,
ќе го видат како цар на земјата, чии први помошници и главатари ќе бидат тие. И денес има такво неверување и има луѓе кои покрај очигледните факти на историјата и животот тврдат дека христијанството е лоша религија или лоша филозофија и сакат да го избришат за секогаш. Но неверувањето на апостол Тома доаѓало од неговата силна желба со своите очи и раци да се увери дека неговиот учител ја победил смртта и воскреснал. Тој сакал тоа така да биде, па затоа и на него и на сите кои покажуваат такво неверување, Христос им ги дава браните докази. Јудејските правосвещеници и книжници, иако од стражата беа известени дека Христос воскреснал, не поверуваа во тоа и затоа загинаа во своето неверување. По радосното извикување на апостол Тома со кого го исповедал Христа за Господа и Бога, Господ му рече: Тома, ти поверува, оти ме виде, но блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Оваа пофалба се однесува и на нас кои продолжуваме да го славиме Христовото воскресение. Евангелистот добро направи што го опиша детално сомневањето на апостол Тома за сите кои го читаат Светото Евангелие да се уверат во воскресението Христово, како што се увери и апостол Тома. Тој, како и другите апостоли, по Педесетница отишол во поблиските и подалечните земји да го проповеда распнатиот и воскреснатиот Спасител. Поради Христа и верата во Него и тој настрада, како што настрадаа и другите апостоли, маченички загинал во Индија, каде што е прободен со копје. И денес има луѓе кои се сомневаат во Бога, во Евангелието, во чудата Божји. Црквата се обраќа кон нив и ги повикува да дојдат и со своите очи да видат и со рацете своји да го допрат тоа што Христос го прави меѓу своите деца на земјата. Силата на воскреснатиот Христос е толку голема што за вечни времиња благотворно действува во светот, од грешници прави светители, од волци јагниња, од неверници силни исповедници на верата Христова. Секој човек во известни моменти од својот живот се колеба и сомнева. Нашето сомневање во однос на нашите ближни и на пријателите во однос на каква и да е работа нема големо значење во нашиот живот. Меѓутоа, сомневањето во темелот на животот, сомневањето во Бога и во воскресението има многу жални последици. Човек кој што се сомнева во Бога и во воскресението никогаш не може да најде душевен мир и не може да успее во животот. Со право сомневање се споредува со рѓата која го нагризува и најтврдиот челик. Верата гради сомневање, а сомневањето се велик пак руши. Во денешно време насекаде во светот се расшири сомневањето во Бога, во правдата и во воскресението. Затоа и народите не даваат благотворни резултати. Затоа треба да се погрижиме пред се да ја зајакнеме својата вера во Бога и во вечниот живот, а потоа да се погрижиме да го разбереме сомневањето и во својата околина. Ако веруваме во Бога и во Неговото воскресение, без никакви сомневања, како што веруваа апостолите, ќе правиме исти дела како што правеа и тие. Во тоа време и самиот Христос не уверува со зборовите: вистина, вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате, ако и на оваа планина и речете дигни се и фрли се море, ќе биде, и се што ќе побарате во молитва со вера ќе добиете, според зборовите на нашиот Бог и Спасител. Затоа, драги браќа и сестри, да ги запазиме овие зборови, како што рече Спасителот: се што ќе побарате во молитва со вера ќе добиете, да дојдеме сите утре на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот и сите заедно да побараме од Бога преку молитва, Бог да ни дарува најпрво духовно спасение и телесно здравие, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
ај со среќа денот. Пајрарам, парарарарарарарам, пара, 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 парарарарарам, ај со среќа денот. Само верен биди, Господ дава се што бараш, само верен биди. Нов милениум не чека, среќни здрави живи. Нов милениум не чека, среќни здрави живи. Пајрарам, парарарарарарам, пара, 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 парарарарарам, ај со среќа денот. Пајрарам, ај со среќа денот. Пајрарам, парарарарарарам, пара, 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 парарарарарам, ај со среќа денот. Пајрарам, парарарарарарам, пара, 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 парарарарарам, ај со среќа денот. Пајрарам, парарарарарарам, пара, 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 парарарарарам, ај со среќа денот. Ај со среќа денот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. На 82 годишна возраст на 19 април почина протоиерей Ставрофор професор доктор Јован Таковски. Тој ги преведе сите богослужбени книги на Македонската православна црква Охридска архиепископија од црковнословенски на македонски јазик, со што ги направи разбирливи за својот македонски народ и остави непроценливо богослужбено наследство. Отеца Јован Таковски, теолог, свештеник, професор, преведувач, завршил богословија во Приштина, Богословски факултет во Београд 1967, Филолошки факултет во Скопје 1980, а постдипломски студии во Париз. Докторирал како прв по теолошки науки на Богословскиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Работел во богословијата и на Богословскиот факултет во Скопје. Бил декан од 2001 до 2004 на факултетот и визитинг професор 2006 при Мелбурншкиот универзитет во Австралија. Ракоположен за ѓакон 1973, а во свештенички чин 1993. Член на литературните преведувачи на Македонија, автор е на повеќе преводи и на научни прилози и одделни публикации. Протоиерей Ставрофор, професор доктор Јован Таковски, целиот свој живот го има посветено на едукацијата на идните свештенослужители во црковно-просветителните институции на Македонската православна црква, но истовремено има оставено значаен прилог во македонската научна и преведувачка дејност. Во богатата научна и преведувачка дејност посебно се истакнува со преводите на делата на Свети Климент Охридски, слова, поуки и житија, до сега најстарите пронајдени ракописи од 12 и 13 век на старословенски јазик, кои на тој начин за прв пат стануваат достапни за македонската јавност, како и преводите од црковнословенски јазик на сите богослужбени книги. Станува збор за веројатно единствените комплетни преводи на сите богослужбени книги на некој современ словенски јазик.
Теологијата на Свети Климент Охридски пак е предмет на неговото научно истражување за докторската теза, со посебен осврт врз просвештението во неговите дела. За постигнатите исклучителни резултати од долгогодишната научна, образовна и книжевна дејност од областа на богословските науки, добитник е на државното признание Медал за заслуги на Македонија. Беше почесен председател на Меѓународниот филмски фестивал за духовни и хумани вредности Богородичен покров. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. O me
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
Едновековниот јубилеј од возобновување на црквата Света Петка во Тетовско Стенче се обележа во петок на 21 април. Црковниот одбор информира дека успешни биле повиците до верниците кои донирале средства и со нив е извршено подновување на црковната околина и инфраструктура. По објавениот повик до верниците се собраа средства за набавување на црквено ѕвоно, камбана, поставена е нова влезна врата и готов е летниковецот. Сега уште подостојно се обележи јубилеот 100 години од изградбата на црквата Свети Петка во село Стенче. На 21 април на празникот Источен петок Балаклија, информира Петре Гроздановски, благајник на црковниот одбор. Црквата Света Петка, која датира од 1923 година, се наоѓа на планинскиот предел над селото на планината Сувагора. Од 2018 година црквата Света Петка е една од дестинациите на планинско-рекреативната пешачка акција Милениумска патека. Со собрани пари донирани од верници и фирми се постави нов бетонски кров на црквата Свети Спас во Тетовско долно палчиште, а реновирањето на храмот продолжува со обнова на надворешните ѕидови. Од минатата година црковниот одбор започна кампања да се собера средства за реновирање на покривот, па наместо старите греди и керамиди се постави бетонска плоча и лимена конструкција. Собрани се средства со помош на донации на верници, бизнисмени, преку нивните фирми и слично, но се уште се потребни средства и затоа апелираме за донации да се доврши реновирањето. По покривот се продолжи со реновирање на надворешните ѕидови со поставување на фасадни камења. Сепак потребни се уште средства, се надеваме дека верниците ќе продолжат да донираат и да се доврши објектот. Се надеваме дека до патрониот празник Спасовден се ќе биде готово, вели Гаврило Наумовски од црковниот одбор. Црквата почнала да се гради 1918 година, осветена била 1922 година. Сите оние кои имаат желба да донираат можат да ги уплатат своите средства на жиросметка број 240 190 117 421 478 во Унибанка.
нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. За нашата љубов можат се да зборат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат, нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина, како мирис на город цвет, мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене, нема дварица млади влюбени со таква љубов голема, со таква љубов голема. Македонија. Македонија. Договорот за изградба на коридорите 8 и 10D, кој како и секој друг комерцијален договор, се склучени меѓу јавното предпријатие за државни патишта и изведувачот на работите. Во себе содржи заштитни клаузули кои му даваат степен на доверливост на тој договор. Едната од страните во договорот има наведено своји технолошки процеси, техничко-технолошки методи кои ги користи, како и ценовни структури кои не сака да дојдат во посет на нивните конкуренти, со оглед на тоа дека тие работаат и на други проекти. Договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10D има ниво на доверливост, но тоа не значи дека некој нешто сака да сокрие, изјави премиерот Димитар Ковачевски во интервју за телевизија Сител. Договорот ќе биде презентиран на пратениците во собранието кои го донеле специјалниот закон врз основа на кој се спроведени сите процедури за изведба на ова автопатско решение. Коридор 8 и Коридор 10D, и каде членовите на владата, кои се од ресорните министерства и членовите на Комитетот за изградба на овие коридори, во детали со договорот пред нив, ќе им презентираат на сите пратеници она што е потребно за да можат да ги носат наредните одлуки. Во однос на вчерашниот одговор на амбасадата на Соединетите Американски држави, со која се оградија од договорот на владата на Македонија со конзорциумот Бехтел и Енка за изградба на автопатските делници, Ковачевски рече дека во него многу и јасно се наведува дека американската амбасада го поддржува инфраструктурното унапредување на нашата држава. Амбасадата на Соединетите Американски држави поддржува исто како што јас поддржувам американски и компании од Европската Унија, како и од нашите партнерски држави да бидат дел од нашите инфраструктурни проекти. Токму Бехтел е една од најголемите американски компании во делот на изградба на инфраструктура. Самиот договор е правен врз основа на специјалниот закон и врз основа на запазување на сите процедури.
Комитетот кој работеше на подготовката на договорот и сите ресорни министерства ќе им бидат на располагање на претениците да им го презентираат исто како што беа на располагање на медиумите во 2 наврати преку детални брифинзи да го објаснат, вели премиерот Ковачевски. Душа сега нек ми гори, колку многу и да боли, песната е вече мене. Удри дајре до сабајле, весело да биде, давај срце, душа, ајде, рага ги пиде. Удри дајре до сабајле, проби нека ечат, само овој Господ знае, утре што не чека. Душа сега нек ми гори, колку многу и да боли, песната е вече мене. Удри дајре до сабајле, весело да биде, давај срце, душа, ајде, рага ги пиде. Удри дајре до сабајле, проби нека ечат, само овој Господ знае, утре што не чека. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Пълстен ти купи бурема илија, стройник ја си прати да те посвршам. Стройник ја си прати да те посвршам. Gre
21 април е среќен и весел ден кога се обележува верскиот празник Источен петок Балаклија, традиционално во Јени Маале. Продолжи вековната традиција на одбележување на градски селски Великден. Многу радост, песна и игра го исполнија сред селото во ова битолско мало, каде што се одржи и централната манифестација на новиот детски фолклорен фестивал Весел петок, организиран од културно-уметничкото друштво Илинден. Во рамките на овој фестивал беа одржани голем број манифестации во кои учество зедоа детски фолклорни ансамбли од Македонија и странство, а програмата започна со дефиле на фолклорните групи низ Јени Маало и продолжи со настап на детските групи од Кут Илинден Битола, Кут Дринков од Вевчани, фолклорниот ансамбл Китка од Истивања и училиштето за фолклор Тедлап од Будимпешта, Република Унгарија. На овој начин, културно-уметничкото друштво Илинден, формирано 1955 година во Јени Маале, продолжува заедно со младите генерации да ја негува и презентира народната традиција на локалното население. На денешното одбележување присуствуваше и градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, кој на сите присутни им го честита празникот, посакувајќи им искрени желби за здравје и успех и уште многу години со радост и среќа да се обележува овој ден. Градоначалникот Коњановски претходно во својот кабинет заедно со раководството на културно-уметничкото друштво Илинден оствари средба со Тибор Мокај, заменик градоначалник на 18-тиот дистрикт општина во Будимпешта, кој во Битола присуствува заедно со училиштето за фолклор Тедлап од Будимпешта, со кое културно-уметничкото друштво Илинден соработува веќе 23 години, а годинава е и дел од програмата на фестивалот Весел петок. Мокај во интерес на продлабочување на понатамошната соработка предложи да се разгледаат можностите за идно збратимување на двете општини. Песна ви пеја македонци со зборој нашински, песна за егејско чедо на Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадивте. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија.
Клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Македонка, мајка ме роди, клетва ми остави, расти и бори се чедо за Македонија. Еве една вест од културата. Драмското студио Летечка театарска трупа, кое е познато и на публиката во Канада и Соединетите Американски држави, го заврши проектот Пепелашка. За оваа приказна режисерот Владимир Јовановски работеше дури со 23 деца актери и исто толку членови од детскиот хор Лале, кои настапија на сцената на Центарот за култура Илјоантески смок. Пепелашка ги надмина и нашите очекувања како во однос на концептот на режија, актерска игра, така и за интересот на публиката. Она што е специфично за овој проект е што представува успешен обид за интегрирање на целокупниот ансамбл на Летечка театарска трупа во тесна соработка со хорски ансамбл, што доведе до спој на искуство и почетнички ентузијазам. Имајќи предвид дека се работа за представа со обимен текст, пробите траја повеќе од половина година, изјави режисерот Јовановски. За оваа представа се подготвија оригинални костими и живописна сценографија со темелни пораки до публиката. Пепелашка е проект поддржан од годишната програма на Министерството за култура. До крајот на годината, Летечката театарска трупа планира уште неколку премиери со кои, заедно со публиката, одбележуваат 15 години од постоењето. Река гази,
Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Родно место остави, родно
И еве за крајот што вели пејачот Ламбе Алабаковски за палењето на бугарскиот клуб. Ламбе Алабаковски за прв пат во јавноста во Бомбакис подкаст зборуваше за палењето на бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов во Битола. Алабаковски, како што вели, бил радосен и среќен за тоа што го подметнал пожарот во клубот. Кога ќе имаш такви чувства собрани повеќе години во себе од љубов кон татковината и гледаш како се случуваат неправди, тоа беше кулминација на сите чувства, патриотски, кои сите во нас ги носиме, но не ги искажуваме. Не толку експлицитно, сите ги имаме и ги искажуваме на различни начини. Тоа е тоа, наплив на емоции. Да не ја должам темата. Од денешна перспектива сум многу радосен и среќен од тоа што го направив, бидејќи на крајот на денот, сега после толку време, сето тоа излезе во полза на нашиот народ, дека никој не смее да те провоцира во сопствениот дом и да ти поставува ултиматуми, вели познатиот македонски пејач Ламбе Алабаковски. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За крајот, традиционално катчето за младите, овој пат со приказната на Ханс Кристиан Андерсен Грдото пајче. Ви посакувам пријатен ден. Ханс Кристиан Андерсен Грдото пајче. Еднаш на брегот на поточето крај селото, под широките лисја на лотосот, мајката Пајка лежеше на јајцата, очекувајќи да се изведат пајчињата. Нестрпливо лежеше во честакот, кога најпосле од јајцата се слушна пип, 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 пип. И пајчињата почна едно по друго да излегуваат. Веднаш почнаат да врескаат. Мајката се радуваше, но кога сакаше да излезе од легалото, забележа дека од едно јајце, што беше поголемо од другите, пајчето се уште не излегло. Оф, не, извика пајката, веќе не можам да лежам, што чека ова пајче во јајцето? Најпосле, лушпата сепак пукна, големото јајце се распука и пип-пип, пип-пип. Од него надвор се додетерави сивкаво и крупно и грдо пајче. Пајката се вчудовиде. Леле, многу е големо. Леле, дури не прилега на пајкиниот род. Да не е мисирче, веднаш ќе проверам. А ако е мисирче, не ќе сака да влезе во вода. А ако е пајче, ќе плива. И мајката Пајка тргна со пајчињата кон потокот и боп! Скокна во водата и заплива. А по неа и пајчињата боп, 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 сите едно по едно, дури и големото, сивкавото. А, не е мисирче, воздивна мајката Пајка, го собра околу себе сето потомство и рече: ајде сега да одиме во живинарникот да ве представам како што е редот. Треба сите да ве запознаат, а и вие да ги запознаете нив. Во живинарникот убаво ги примија пајчињата, освен големото пајче кое веднаш го прогласија за грдо, па сите го турка, го кошка, му ги граба за лаците и го колва. И тоа не само пајките, туку и обичните кокошки. Така беше уште на самиот почеток. Така и продолжи. Од ден на ден се полошо и полошо. Сите го бркаа, дури и родените браќа и сестри беа лоши спрема него. И постојано повторуваа: мачката да те изеде грдотио. На сето згора, родената мајка неколку пати му се врекна: бегај од мене да те нема. Најпосле, еден ден на грдото пајче му здодеа сето тоа и побегна од лошиот живинарник. Се упати во светот. Кога се провре низ живата ограда, од неа уплашено излетаа 2-3 сеници. И тие бегаат од мојата грдотија, се нажали пајчето
и мижечком продолжи да бега. Така стигна до една голема бара и тука, изморено и тажно, ја помина ноќта. Следниот ден од некаде се појавија две диви гуски. И кога го видела грдото пајче, му рекоа: дека си грд, момче, грд си, но тоа нам не е сеедно. Ако сакаш, ајде со нас. Стани и ти преселна птица, па убаво ќе се забавуваме. И додека грдото пајче размислуваше за тој предлог, ненадејно над барата одекна истрели. Бам, бам, бам! Обете диви гуски паднаа мртви во трската, а потоа се разлеа истрели и на другите пајки и гуски. Тоа беше голем лов. Беа се насобрале мнозина ловци, татнеа истрели секаде наоколу, нагрвалија и ловечки кучиња, се провираа низ шамакот и трската, шлоп, 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 и го бараа уловот, а едно од кучињата наиде на грдото пајче, го душна и си замина. Тешко мене, воздивна пајчето, толку сум одвратен што ни ловджиските кучиња не ме напаѓаат. И ним сум им грд. Штом стивнаа пукотниците, пајчето продолжи кон светот. Тргна кон нивите и ливадите и при квечерта стигна до една колиба и влезе во неја да побара за солниште. Во колибата живееше една баба со еден мачор и со една кокошка. Мачорот се знае тука беше вистински господар, а кокошката господарка. Затоа имаа обичај да речат: ние и другите си вообразуваа дека ја сочинуваат половината од светот, се разбира по добрата. Изутрината, бабата која што беше кратковида, а не носеше очила, го здогледа пајчето и се стори дека тоа е голема пајка, па се израдува. Ќе имаме пајкини јајца. Но деновите минува, а од јајцата немаше ниту трага. Еднаш кокошката го праша пајчето: што знаеш ти воопшто да работиш? Умеам да пливам и да се шлапкам во вода, одговори грдото пајче. Што? Се зачуди кокошката. Какви глупости? Ете, неси јајца или преди како мачорон. Сеедно, работата ќе ти ги истера тие мушички од главата. Вие мене не ме разбирате, рече пајчето. Не те разбираме. Кој ќе те разбере на светов, ако не ние? Сигурно си вообразуваш дека си поумен од сите. Ти си еден неблагодарник. Ајде, не врткај се. Снеси едно јајце или почни да учиш предење како мачорот. Заборави на пливањето. Мене ми се чини, одговори пајчето, дека ќе биде подобро да продолжам да патувам низ светот. Како сакаш, се навреди кокошката, а мачорот налутено и почна да го извива рбетот. Така пајчето отиде до првата бара и заплива, се нуркаше и шлапкаше, но сите животни гледаа да останат подалеку поради неговата грдотија. Пајчето постојано беше осамено. Дојде есента, лисјата на шумите ожолтеа, а небото беше натежнато од снежни облаци. Кутрото грдо пајче беше потажно од кога и да е. Една приквечерина, кога сонцето величествено заоѓаше од шумичката, се појави некакво прекрасно големо јато птици, како што грдото пајче не видело дотогаш. Има светкави бели пердови и долги убави вратови. Тоа беа лебедите.
полетаа гракајки онака необично, ги расширија прекрасните моćни крилја и се упатија далеку, далеку кон топлите јужни краишта. Восхитено од таа гледка, грдото пајче многу се возбуди. Почна да се врти по водата во круг, издолжувајќи го вратчето кон небото по кое едреа белите птици. А кога тие исчезна, тоа горчеливо се расплака, ни самото не знаејќи зошто плаче. И дојде зимата, студена, необично студена зима. Пајчето мораше непрекинато да плива, инаку водата околу него сосем ќе замрзнеше. Но секоја ноќ просторот во водата стануваше се потесен и потесен. Мразот се ширеше. Најпосле пајчето клапна и остана така замрзнато. Следното утро тука помина еден добротушен селанец и кога виде што се случило, се приближи, го скрши мразот и го однесе пајчето дома. И го даде на својата домаќинка и таа го поврати во живот замрзнатото животинче. Ќе биде премногу тажно ако зборуваме за сите маки и страдања што ги поднесе кутрото пајче во таа сурова зима. Најпосле, лежејќи во трсјакот, еден ден почувствува дека сонцето пак топло свети и чучулигите црцорат, пролета доаѓа. Грдото пајче ги расшири слабечките крила и гледај, тие почнаа да го совладуваат воздухот посилно одо што порано. Доволно силно за да го издигнат и да го понесат во височините. И пред да стане свесно за прекрасното задоволство од летањето, се најде во една градина полна со расцутени јаболкеници и мириздив јоргован, со многу каналчиња и мали езера. Тогаш од зеленилото се појавија 3 бели лебеди, а грдото пајче заплива кон нив мислејки: ќе ме убијат поради мојава грдотија. Подобро тоа да го сторат тие, одошто да ме колваат несмасните пајки и да ми додеваат здодевните кокошки. Им се приближи и ја наведна главата. Но што виде во бистрата вода? Се виде самиот себе си. Да, но тоа не беше несмасното, сивкаво и грдо пајче. Тоа беше вистински лебед. Да, не чудете се. Sejedno je da li некој ќе дојде на светов во пајкино гнездо, ако се раѓа од лебедово јајце. Во бавчата сега се појавија 3 деца и радосно извика: гледајте, дошол еден нов лебед, тој е најубав, млад е, прекрасен е, гледајте сите, гледајте! А младиот лебед ги разтресе своите раскошни пердови и го истегна убавиот долг врат, поздравувајќи го сонцето, и си помисли: за ваква среќа сонував додека бев грдо пајче, а ете, таа дојде. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.